Турканици и гужви пред просториите на МВР во објектот на македонска телевизија во време на нов бран на ковид зарази. Во колони до недоглед да ги подигнат своите патни исправи, граѓаните велат принудени се да чекаат со часови. Вие колку време чекате за пасош? Има 1 сат. Уште чекаме. Не прашуваме, брат. Многу. Има големи редици? Па има, слободно влегувате, гледате. Сат и пол време до сега. Мислам дека е потребно, треба повеќе луѓе горе да има и да ги делат за идна постапка, за редовна, тука нема никаков ред. Све иде на едно место. Види ги. Сат, 2 сата сигурно. Више од пол час. И догоре уште колку очекувате да чекате? Ма не знамо колку ќе чекаме. Иако од Алфа се обидовме да добиеме одговори од Министерството за внатрешни работи, за сега, оттаму нема никакво објаснување за тоа на што се должи застојот и долгите редици за издавање на патни исправи. Трофа бе бате, у Европа ли ќе одиме? Ние не сме за Африка, не за Европа. Колку време чекате? Па колку време? Пола сат. А догоре уште колку има? Па има уште 50 души може. Сат време чекаме. Не ви кажуваат која е причината? Кој ти кажува, луда куќа? Од озгора до доле, све, ништо не функционира. Што функционира ова држава, кажи ми. Прво треба документацијата горе да биде средена архивски, за да може да се дава, да не се чека. Ова не е средено, ништо не знат ни да Катастрофа, бе, читаат. за пашапорт да чекаш, и у Европа ќе одиш. Се чини за надлежните станова пракса во овој период од годината да биде хаос. Лани ова време на нивна адреса пристигнуваа и по 4000 барања за вадење на нови документи, а термини и образци за вадење пасоши немаше ни за лек. Тогаш МВР се обиди да се спасува од одговорност, продолжувајќи го рокот на важност за истечените пасоши цели 5 месеци. За лошото менаџирање со службите за издавање лични документи, министерот Спасовски своевремено заработи и критика од амбасадата на САД после скандалот со издадени стотици пасоши со лажни идентитети на наркобосови и криминалци. Инаку, дополнителен стрес за граѓаните е фактот што временски е ограничена и употребата за патните исправи со името Македонија, без придавката. Тие ќе можат да се користат само до 12 февруари 2024 година, па вадењето нови за граѓаните ќе е дополнителен трошок кој ќе мора да си го платат од джеп.